Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Драго ми е што сте и вие денеска со нас, но драго ми е што толку многу деловни луѓе од Гевгелија и Гевгелискиот регион беа денеска присутни. Заедно со мене, со потпредседателот на владата Ангјушев, директорот на царината Танасовски и градоначалникот Поцков, да разговараме за она што е актуелна проблематика на деловната заедница, а секако и перспективите кои што се огромни по цела наша земја, посебно за овој регион. Зошто? Заради тоа што со договорот од Преспа се отвараат сериозни перспективи за нашето членство во НАТО и во Европската унија, кој што има и такако сериозен, директен, позитивен импакт врз деловната заедница, врз бизнисите, врз домашното производство, врз извозот и слично, но во Гевгелискиот регион ова треба да биде неколкократно мултиплицирачко. Зошто? Заради тоа што првиот импакт од новото пријателство со Грција доаѓа токму овде. Денеска имавме можности да ги презентираме сите перспективи кои што постојат, како што е планирањето на отварањето на сите нови фондови, како што се ИПА компонентите, фондовите од Европската унија, новата можност на фондовите од Грција, кои што се вкупно околу 200 милиони евра, за нашата земја се меѓу 80 и 90 милиони евра. Алатка која што Грција употребувала во 2005 беше замрзната, застаната, сега се отвара и веќе административните служби на двете држави работат во тој правец. Информиравме за сите мерки кои што постојат дома во државата, ова година усовршени, директно потпредседателот Ангјушев ги пласираше и сакаме да поттикнеме што поголемо нивно користење. Наша цел овие пари од буџетот да ги искористат бизнисмените, фирмите, малите и средните предпријатија, па дури и поголемите, заради тоа што на тој начин добиваат работниците, има можност повеќе за профит, а тој профит се споделува и со вработените. Наша конечна цел е секако да растат и платите, да се намалува невработеноста, трендовите се отпочнати и јас верувам дека ќе бидат се уште поголеми и поголеми како одминуваат деновите месеците пред нас. Секаде тоа се случувало, така се случува и во нашата земја, но можеме да максимализираме ако навистина сите храбро чекориме и одработиме онака како што треба тоа да го одработиме. Финансиската состојба на државата е навистина одлична, ликвидноста е супер зголемена. Верувам дека сите ќе бидеме доволно креативни да ги користиме државните пари, државните можности, алатки кои што стојат на располагање, но навистина она што се отвара како можност со Грција треба посебно овој регион, но верувам цела држава да го искористи како можност, прво само по себе заради зголемена трговија, обем на производство, пласмани во Грција, нови инвестиции овде во од Грција во Северна Македонија, joint ventures или заеднички инвестирања кои што треба да се случат и многу други можности кои што се отвараат. Само на тој начин ќе растеме во бруто домашниот производ, само на тој начин ќе растеме во извозот на нашето домашно производство, само на тој начин ќе растат новите работни места кои што ќе се отвараат за граѓаните, но само на тој начин ќе растат и платите кои што треба да бидат доволно примамливи за нашите граѓани за да останат секако тука и да работат овде. Навистина драго ми е што поради еден континуитет и од поранешната локална власт, но веќе со сериозни импакти се обезбедени пари, се реши водоснабдувањето за Гевгелија, повеќе нема вода со арсен, што е многу значајно, здравјето на луѓето. На Гевгелија користи огромни потенцијали и проекти на ИПА фондови и директни помошти, кои што директно нашата порта кон Европа треба да биде и урнек и примери за сите други општини. Новините само да дополнам кој што зборуваше за нив, ова година ги намаливме и обемот на документациите на фирмите кои што аплицираат. Овозможивме поголема флексибилност за да добијат уште повеќе фирми, тоа тие го укажува, ние го прифативме и верувам сето тоа навистина ќе блесне ова 2019 година која што нарековме економска година за државата, која што ќе ги даде резултатот. Без општините не може државата сама, ниту пак општините можат без државата. Сите заедно не можеме без граѓаните, без деловната заедница. Навистина е време да ги засукаме ракавите, да одработиме сите, за да и поквалитетно живееме овде во нашата земја. Благодарам.